Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојавте во Гласот на народот. Жешко е, нели? Прежешко и во сите пори на нашето живење. Имајќи факт дека среќен сум што со сиот мој потенцијал, арсенал, артилерија што која располагам како новинар, дадов несебичен придонес да се случи ова што се случи во европските институции, бидејќи не можеш да се играш со нешто што не е твое. Не можеш да крадеш и да манипулираш народ кој се родил со таквата ДНК македонска, а да го крстиш по некое друго компонирано, сегашно, да речам, ново компонирано име, јазик и така натаму. Не е убаво. Не е убаво ако нашите пријатели у Франција им се насртна сите се алжирци, мароканци, сите чопоре таму, знаете, таму французи не се толку колку што се тој чопор. Германците дамбетер. Британците дамбетер. Меѓутоа покажаа сила. Колонизаторската моќ, колонизаторскиот систем на однесување камшик, однесување политика, не важи. Еве цела Африка се обединува да си го врати тоа своето. И прашање зошто? Зошто сакаш да не го земеш тоа што не ти припаѓа, господине Макрон, и да не верам господин Мајнц, кој навистина, еве заминавте кај Доналд Трамп, му се заблагодаривте за срдечната поддршка, за победата над фашизмот, токму на денот Д. Но ајде да направиме Европа со достоинство, не со лакрдија, не со една далавера политика. Земи ја машата прво, Грција, знаеме си дека е вештачка творба. Тоа не се Грци, тоа се маџири, носени, искипени од субсахарска провиненција, од Етиопија и донесени на тој простор. Германскиот цар си играл, си правил некакви комбинаторики и направил вештачка творба. Да не раскажам историја, знаете се до тоа. Од другата ситуација имаме и друга цивилизација која исто така прави нови хирови и така натаму. Но во европската битка за јазик, идентитет и суверенитет и тој сојуз на бугарите со тие така наречени поддржувачи или да, не се така наречени, ти се поддржувачи на вештачки држави. Затоа ги зема Бугарија, знаете, тоа е вештачка држава на царска Русија. И не можете да се играте со тоа што човекот го носи во својата ДНК. Да, радосен сум што еве овие изминати 72 часа го има првиот известувач за Македонија, тој е господин Јоханес Хан, а претходно господинот Робин Онил, тој е првиот медијатор во грчко-македонскиот спор за името. Луѓе, па тоа се артилерии, тоа се машинери, тоа се булдожери. Рекоа, ми се јавеа Слободан, јас сакам да дадам несебичен придонес за Македонија. Па каде си Фрчковски? Каде си, еве, јавно те прозвам. Обврзан си бил во Обединените нации да ја одбраниш Македонија со сите ништо ти се дале. Не по джез клубовите да одиш. Не да водиш како стрини на чешма, да оговараш, да критикуваш за нешто што не соодветствува. И критика до власта. Господине Мицковски, ги имате сите инструменти. Има основно јавно сомнение за проневера на службени средства, на злоупотреба на службата и се тоа. Немојте ве молам. Народот чека и бара. Не е ова гладиаторска арена. Ова се моите минути во мојот коментар. Народот е доста, му е преку глава. Народот не сака децата да ги испраќа во еден правец. Народот сака тука да живее и да остане да умира во својата држава. Честитки за првата година ви дадов поддршка и во колумната што ја пишав, од едноставна причина видов дека сте фајтер
И ме радува што на 48 години направивте голем отстр и исчекор, за разлика, 2017 го видовме човек кој самиот се нарекол црпнат, веднаш подпиша еден добрососедски договор, апропо неговиот побратим од Благоевград, од Драчево, кај беше, кој направи 999 со Иван Костов. Македонија не е на распродажба. Македонија е држава со коренов систем и затоа нашите источни соседи си и прават мајте. Да, имав едно интервју со еден професор од Бугарската академија на науката и имавме два разговора, едниот преку ја не сум тие што снимат разговори. Внимавајте кога разговарате со некого. Ве молам, внимавајте. Само 5 збора. Како си, добро време, чао. Тоа и швеѓаните тоа го прават. Оти веднаш ви вклучуваат, ви го снимат разговорот. Това не е параноја, тоа е пракса. И едните и другите тоа го прават. И јас му кажа, ми даде брифинг, дека господинот Румен Радев е руски шпил. Дека работи за руската политика и собира пари, дека има политичка партија, дека очекува за кратко време да заврши мандат. Возбуден сум да направи да продолжи со политичката партија. Но еве што му се случи. Му се уди од глава. Имаме вистина вистински пријатели, тоа се нашите пријатели од Унгарија, кои му дија корпа, како се вика во кошарката, банана или корпа, се едно. Блок. Но прашањето е, како што реков, пред се да го поздравам мојот соговорник, тоа е Владимир Куновски, аналитичар. Добро вечер и добро дојдовте. Јас се извинам, мораше тоа се моите 5 минути и мораше да го дадам својот вовет, а да ги поздравиме нашите гледачи со нашата екипа. Јас сум радиски новинар. Значи и радиски, телевизиски и во пишани медиуми. Ние во радиото секојаш ги поздравуваме нашите слушатели, гледачи со екипата. Вечерва со вас е Кристина Томич, мојот продуцент главен, Владимир, Срđan и Благе. Значи четворка која навистина се од себе дава и мојата маленкост, нели, да бидете највклучени во оваа емисија. Господине Куновски, многу се очекуваше, а не завршив со професорот од Бану. Професорот Бану даде една оценка дека начинот на водење на политиката на бугарската политика води кон амбис. И тоа бевме го, јас се извинувам, со тоа што направи еден исчекор што јас се изненадев, го објавив, но му се јавиле, ако верувате, господине Куновски, македонци. Ви се веруваат македонци. Ја имам пораката, значи наши македонци, вика дека се пород. И му рекоа, абе како можеш да дадеш такво интервју против Бугарија? И човекот пишма наđија во секој случај и замоли, односно не бил замолил, туку дрсо беше и рече, ве молам да не се објави интервјуто. Сепак ја го објавив. Докаде води ваква политика? Најголемите предавници се македонци. Значи, кој те одрулја, сите како пример го имаат. Нели има и тоа на двајца комити еден. Кодеш? И тоа е од секогаш било така и ќе биде. Меѓутоа го пренесуваме на нашите поколенија, на нашите деца. Па добро, значи треба прво немаме добар корен фатено. Значи се уште иако формално како нација сме 44-та година. Значи народ и нација се различни работи. Прво треба тоа да го дефинираме. Чи еве баш сега се потсетив на Ѓорѓе Пулевски, кој што го има дефинирано македонскиот народ пред речиси 200 години. Значи дефиницијата за народ и точно за Македонија и за Македонија како земја, и иако тогаш сме дел од Отоманската империја, значи тој го има направено пред 200 години, кај што нема оваа пропагандата, нема Тито, нема Коминтерна и така натаму, значи точно има, може да ја прочитам таа неговата изворно да ја прочитам неговата. Народ се велит луѓе кои се од еден род и кои зборуваат еднаков збор и кои живуваат и кои се другарат едни со други и кои имаат еднакви обичаи и песни и веселја. Тие луѓе се викаат народ, а место во кое живуваат народот се велит отечество од тој народ. Така и македонциве се народ и нивното место
место во нивно е Македонија. Значи Ѓорѓе Апулевски 1875 година. Значи пред 150 години. Да го се поврзам, тоа беше и Глигор Парличев кој даде една интересна изјава. Тешко на таа држава така посрамно, кога има голем број предавници, или како ги нарекол. Тоа беше порака што јас секојаш ја споредов со начинот во 2017-2018 на човекот кој го насадиле едноставно Коквиско и го му дадо задача да го смениме. Тој ние разговаравме пред емисијата. Казнивата одредба затвор и кривичното дело предавство нема ограничување, значи вечито. Само што кај нас нема кој да го спроведе тоа, за жал. Зошто? Нашто имаме, Зошто? наместо правосуден систем имаме кривосуден систем. Значи тој никогаш правда нема во Македонија. Тоа нема последниве 30 години, претходно можеби има некакви злоупотреба, да кажеме, на тој режим, еве да го кажеме, социјалистички, комунистички, кој како сега нека да го дефинира. Да, јута најголем дел нема идеален систем, тоа, меѓутоа сега ова што е, нема систем сега. Значи последните 30 години има, посебно последниве десетина имаме комплетен распад на системот. Значи не се знае кој пие, кој плаќа и лош систем е подобро отколку да нема систем. Сега немаме систем, немаме делот, значи како правила на игра, нема судијата, нели фудбал ако играте, судијата го суди на другиот, вие ќе изгубите. Че го му суди пенали. Така и дали е во култура, во бизнис, во целокупното општествено живење, ние немаме правила на игра. Тие правила ги прави правосудниот систем, полицијата, така натаму. Кај нас тоа не постои. И можеби сум песимист, меѓутоа мора да се родиме, мора да се умреме прво како систем, па да се родиме. Државата веќе е за мене веќе растресена, вака доста системски, значи нема ни луѓе во државата. Од 2 милиона 91 година, сега сме 2 милиона и 100, сега сме отприлика околу 1 милион и 700. Реално. Што страшува ситуација да пече се намали, и се намалува бројот, значи се оцелуваат, сите бега затоа што нема систем. Системот е најважниот фактор за нивото. А ние сме системот, значи тоа. Но еве, јас се надам дека реков секогаш не сум протежен никому, но во дамтена ситуација дека тука ми е семејството. Добре. Сите имаме семејство. Тука е гробот на мојот син. Јас сакам секогаш да не беше ова ситуација, јавно кажувам, ја ќе заминев. Бидејќи знаете зашто го сум гуновски. Цел живот, ја имам 66 години. 45 години сум мес медиум. Направив нешто што морам ова да се окажам во мојата емисија. Што ниту еден новинар не го направи. За 10 живота треба да го направи. Меѓутоа нема почитување и вреднување на вредностите. Не можеш да ме сакаш. Има кој да ме сака. Тоа е моето семејство, моите внуци, мојата керка. Почитувајме она што го правам. Го правам за сите нас и за Македонија. Тоа и се однесува и за вас. Вие сте човек кој се давате се од себе, меѓутоа не се вреднува, простите ако зборам вашето. Така не. Ајде да го вратиме курсот на денешната тема. Видовме дека не им успеа на бугарите, очекуваа нешто, меѓутоа отиде сосема друг правец. За среќа наша. Сега видиме дали стрече или некоја замка. Дали некоја тактика со математика. Еве прашање, дали Европската унија се претвара во инструмент за асимилација преку амандман, извештај и символика. Еве чисто за граѓаните да знаат дека европарламентарците и сите европолитичари се направени од ист материјал како и нашите. Значи нема разлика, само што се малце по-добро спакувани. По ист калап се. Последниве 20 на години има комплетно деградација, не само во Македонија, во цела Европа и во Америка. Значи деградација на комплетните вредности. Значи тоа е и на луѓето кои што се така да ги кажам елита. Те не може да бидат елита иако тие ни се представуваат. Значи, памтите кои беа какви величини беа претходно во 80-тите до 90-тите, кои луѓе беа политичари, кои се сега, и целокупната и културата и уметноста беа на многу повисоко ниво отколку што се сега. Значи комплетно имаме како цивилизација имаме деградација. Така да сегашна ова е условно победа денеска што е изгласано. Меѓутоа имаме уште многу борби до крај. Во дипломатијата, за жал, Македонија нема дипломати од кариера
кои што ја водат битката, ја водат политичари, Партиски послушници. послушници од една, друга, трета страна. Од сите. И на крај тука манус тој е најголемата икебана во македонската историја. Браво. Не, Еве ви рука јавно. Значи- Јас ви благодарам за оценката. Значи не постои поголема икебана, значи тие стојат, ги оставиш таму како се пред 50 години, така си се ништо не мрда. Значи прво треба да има дипломати од кариера за да ја водат битката, затоа што тие се обучени за тоа. Кога оперираш глава, викаш хирург за глава, не викаш кондораџија. Значи треба дипломати да има кои што ќе ја водат битката. А политичарите тука нека се тепаат внатре во Македонија. За надворешна политика тука не треба да се има и си има луѓе кои што меѓутоа тие никогаш не се дојдени на вистинското место и тие да се прашуваат. Секогаш се прашуваат политичари кои што се не се ни трета лига. Почни, еве, имам некое познавање од говорот на тело, ако некој почне да ги анализира говорот на тело кога е на сите наши македонски политичари, кога се на некој настан, еве, дали бил на НАТО настан, дали се кога е подпишан Охридскиот рамковен договор, кога е Преспанскиот рамковен договор, само говорот на телото да ги прочитате. Значи не мора ништо да бидете ни политичар, ни да знаете што се случува таму, само говорот на тело да го прочитате на тие наши политичари, ќе видите дека се работи за луѓе од најнизок ранг на свесност. Значи, тоа што е интелигенција, никаква. IQ. Значи, IQ само за лапанажа. Па добре, бе, имаат спин доктори. Ја гледам ги нарачуваат, ги користат како жива мера. Искрено морам да го кажам. Значи, жива мера бидејќи имам Кичановиќ, што викам ја, дрпнем, ќе стави, по 10, 20, 50, дури 100.000 евра гледам. Джип, кола, мислам, джипови, станови, така нато. Барем да им дават некој совет. Па не при... Значи... Еве во таа 2017 кога се случи бугарски договор за соработка, Преспански, па нели има... Па, еве, секогаш, значи, јас сум растен со баба и приказните секогаш идат, има мудрец, значи има крал и има мудрец. Така е. Кој што се постари. Кај нас, еве да земеме министер, градоначалник, кој да е, видете му го Тимот. Тимот, тие првите соработници. Ако Тимот се послави од него, што ќе му се тие? Тие му се само чисто за покажување, рента фейс. Значи само вака манекени да му глумат. Дали за 30 години имаме некој добар некој политичар кој што Тимот е појак од него. Значи Тимот треба да биде секогаш појак од тој што е, бидејќи ние не го гледаме Тимот, тој е специјалист за една работа, за друга, на пример, да е специјалист за даноци, еден да е специјалист за култура, да кажем, други за дипломати. Тие теат само да го брифираат и дали бил премиер, дали е градоначалник, министер, не бит. Тоа е само она врвот што го гледаме. Доле има цела машинерија која што работи за него. Систем. Да. Кај нас не постои. Да збориме, една година једе жер одбележа, јас од моја гледна точка дадов подршка со оглед дека навистина господин Куновски правиме на компаративна анализа. Што е тоа што се случило во претходниот систем, што сега. Значи имаме исчекор. И верувам дека тоа ќе се случи, ветил господин Мицковски, дека по локалните избори ќе има чистка. Да, зборот чистка. Добро. Со тоа што треба да има тим кој има иста, што викате, IQ како лидершипот и да терат право. И дај Боже, ја очекуваме, господин Мицковски, верувам, кој до сега што од збор, тоа ќе го направи. Страх е Боже да видиме. Значи... И не само тоа, да се вратиме на ова, за Европската унија, дали се претвара во инструмент за асимилација преку амандмани, извештаи и символика. Да се фокусираме на тема. Значи Европска унија е како Југославија 90-91 година. Значи таму отприлика околу 100.000 евра е европарламентарец, платан европарламентарец плюс бенефиции и бонуси. Значи тие се исто како нашите парламентарци тука. Има околу 750, мислам, парламентарци во Европарламентот, од сите земји во Европска унија, со тоа што тие се поделени нели во, не знам, неколку 3-4 групации, мал дел од нив се независни и го зборат тоа што го гледаат там, дека се истураат пари во проекти, значи посебно невладини проекти кои што се врзани пак од истите политичари. Европската комисија не се избрани директно од никој од народот, туку тоа е договор помеѓу
помеѓу премиерите, да кажеме, на државите, и ние имаме Урсула фон дер Лајен, која што е обвинета за многу голем криминал во Германија, која што исто како кај нас во политиката, ако ти смета некој политичар, го праќаја за амбасадор. Исто, значи, сакаш да го тргнеш тој политичар од македонската политичка сцена, што може подалеко, дали ги сакаш да го или амбасадор или конзул кој ќе си вози мотори на Пета авенија, ќе прави скандали. Така, и ќе си зема пари и тој го тргаш. Истата приказна е со значи со Европска унија. Таа е кантат, буквално со македонски оној улича речник, канта тропа во момент. И сега со размрдувањето на војнава Израел-Иран, Европа не знае кај да оди. Нема, како мува без глава е, нема војна, значи нема војна индустрија, има војна индустрија која што е многу мала во однос и на Русија и на Америка. Не знае... затоа Мајн се замина кај Трамп да му се заблагодари и да каже дека без вас ништо не се. Така, па... Одиме со второ прашање. Како е толкувате интервенцијата на унгарските европратеници, интерес или солидарност? Па... Интересот никогаш не умира. Значи, тоа е првенствен, значи може да е сега во скриене и така натаму, меѓутоа мислам дека има конекција влада ВМРО-ДПМ има конекција со Орбан. Што е тоа добро. Добро, во политиката значи, нема љубов, се е интерес. Секогаш е интерес, меѓутоа ако ги изземеме другите работи, тоа што Груевски е побегна таму, што Унгарија го крие, што во тоа и со помош на дипломатските служби на Унгарија е спроведен низ Србија и стигна до, ако го изземеме тоа кој што е голема работа контра Македонија, во моментов Унгарија изигра добро за Македонија, во наша корист. Не мала забирка. Го спомнаме Груевски, меѓутоа дали Груевски го продаде името или го предаде името, па за разлика од други што се гради 88 ката зграда со твои мои пари, наши пари, и мува не го лази. Добро, дали има обвинителство и судство во Македонија? Тоа сакам да кажам, не, дали нема. Не. Значи или едниот и другиот треба да бидат пред суд тука. Едниот е кажано на Покумановски побегулја, другиот е формално, значи со барање за азил во Унгарија. Другиот не знаеме каде, дали е у Дубај, дали е тука, дали не. Меѓутоа, но сепак без пријател не може да одите никаде, господин Куновски, согласни. Особено во овој систем на однесување. Бидејќи законот на џунглата вели големите риби јадат малите риби. Кај сме ние? Значи ние парите, Бугарија има издвоено 450 милиони евра годишно да дели за, условно кажано, за пропаганда. Ние колку пари имаме да е? Нула. Ти идат у джеб. Да. И сега, значи тука е разликата дали сме држава или не. Значи ако некој и тоа се плаќа нашите во Албанија, во Голобрдо, во Пустец, така натаму, значи таму се. И бугарите не ги асимилираат. Да, не ги асимилираат. Бидејќи морам нешто да подсетам. Знаете што во времето на Бранко Црвенковски не држите ова е спекулација. Според некои сознанија. Македонија во тоа време добила околу 2-3 милиони долари за напри кампања за Македонија. Веројатно ова информација прострои, значи не од мене, и парите се потрошија. Се потрошија. Беше да кампања за Македонија и тие пари отидоа од левиот и десниот џеб. Значи секогаш е така. Ние немаме една работа и во дипломатијата е треба да имаш лоби, тоа си го плаќаш, значи нема тука ништо, нема бесплатен ручек никаде. Така? Треба да си го платиш и кој ќе го платиш, па не си сигурен дали тоа ќе го добиеш. Значи треба и лобирање, треба вистински луѓе, треба пари, средства, време, труд да се вложи во сето тоа. Ние не може да седиме вака и да кажеме Калимеро нема правда, нема правда. Знаеме дека нема правда. Во меѓународното право нема правда. Еве, конкретно е Газа случај, конкретно е Израел, Иран и така. Нема правда. Ние треба само да седнеме и да преговараме, значи да имаме добри преговарачи. Никогаш, значи и за Прва светска војна и за Втора светска војна и на овој како беше Букурешки договор и на Берлински конгрес и на Букурешки, ние немаме никој да не представува таму. Значи ако ние не знаеме, треба да собереме пари да го платиме некој да не представува таму, да ги брани нашите интереси. Ние никогаш не сме имале на преговарат, бидејќи војната е една работа,
преговарачката маса е друга работа. Ние не сме ни за војна, ни за преговарачка маса. Полесно е на преговарачка маса, значи немаш жртви, немаш гинење, треба некој да преговара. И ова сега со Европска унија треба некој стручен да преговара. Сите преговараат што врска немаат од преговарање. Значи немаат ни курс поминато за преговарање, меѓутоа сите овие што ги гледаме партиски, кои ќе ги видам со оваа пирамида, горна или долна, ми паѓам у несвест. Значи тоа е научено, тоа не е природно, не е тоа стар војводски став. Вака да седат. Масонски. Да. И сега, кога ќе ги видам, значи, не треба нешто многу да сум да знам во говор на тело, меѓутоа тука ми е знак дека се приучени, не се научени. Дека за да научиш треба многу, треба години да помине. Вие се приучени, земени како ова зајачиња на магионичар и се ова зајаче ќе видат. Ова зајаче ќе видат. Тоа е од капата на магионичар. Добро, гледам дека одите на страната на ВМРО да го, ако смеам да констатирам. Но еве, да се вратиме година и некој месец. Бујар Османи, човекот кој велат туѓата болка на собствена кожа, не се чувства како и докторите, кои навистина ќе однесеш пациент или најмил, односиш како јагне на кланица. Ако некој се јави, ќе му рече, слушај, сега ти е 10 вистинска минута, заврши работата. Така и Бујар Османи. Бујар Османи преговара со Румен Радев 2022 на 22 мај и му даде, му пренесе сам формулата, дали од Макрон, дали од Шолц, претпоставам дека Макрон, тоа е планот беше на Макрон, ставите ги бугарите како албанците што се ставени во уставот. А претходно беа нели протокол 369, 5, 6, 7 и така, како коцките за бинго. Од друга ситуација, нели е тоа кривично дело? И никој не го спомнува, како што не го спомнуваат ни Зоран Заев, кој направи катастрофални грешки. Намерни. Да. Па ќе се вратиме на тоа. Нема некој, дали во оваа Македонија, модерна Македонија, има некој политичар отидено во затвор, некој голем политичар за криминал што го знаем. Ние сме 2 милиона држава. Сите се знаеме буквално до трет браточе. Ги знаеме сите криминали на сите луѓе. Не ги знаеме во бројки, меѓутоа знаеме што направил криминал. Дали некој има завршено во затвор? Секогаш се застарува, секогаш има нешто, некакво одолговлечување, па во 91 минута ќе се најде нешто сосема ново и ќе се и тој случај ќе пропадне. Значи наназад е тоа 25 години, 30. Нема правила, кога нема правила. Меѓутоа кога судот, обвинителството, отидовме од друга тема. Добро, како е да гледам дека возиме емисијата на внатрешната политика. Но не случајно внатрешната влина на дворешната. Еве, колку тоа е убаво, солидарноста, ќе речам, од госпожот Орбан покажа дека си има вистински погодок. Добро, за тоа, за овој случај, да видиме понатаму што ќе биде. Може ли Македонија да ја задржи сувереноста доколку повторно се прифати формулата наметната од Брисел? Па Брисел уште 91 година, мислам, или 92 беше Лисабонската декларација, значи тука имаме ние. Прво треба да бараме некој помош од некои меѓународни експерти, значи да видиме кои услови ни ги дава Европската унија, за да можеме да ги извадиме. Дека никој не овој Преспанскиот договор беше пукање во нога на Македонија, сами на себе си пукавме во нога. Меѓутоа тоа е само последица од тоа што се случува 2005-2006 година. Значи времето на Бучковски. Моите сознанија да така. Дека тогаш е продадена, скажено по улично, тогаш е продадена утакмица. Меѓутоа резултатот се гледа после 10 години, после 12 години. Тука е проблемот. Ние немаме, како што реков пред малку, немаме прво кој да изработи план. Тоа кој е ману, значи најквалитетниот план во Македонија, најквалитетните умови се на едно место, тогаш тие треба да направат стратегија како да се движиме, кои за следните 20 години, следните 30 години. Ние немаме. Ние чекаме прво како нашите соседи Европска унија, прво како шаковска табла, прво чекаш тие да направат, па ние имаме изнуден потек.
тие кои ќе направат потек, па ние имаме изнуден потек. Не, ние треба да ги предвидиме тие ситуации. Исто дали било за Бугарија, дали било со Грција. Со Албанија. Дали знаете дека грамковниот договор Албанската академија го опфаќаше децении? И убаво, ви честитам, добра анализа дадовте. И мораме на дигресија да направам, ова се оценки на мои соговорници, кај што седите вие. Велико Сантомич, како ману, кога одработува беа поставени од УДБА. А УДБА беше јасна и децидна. Не сме ни една држава, република да се одвои. Бидејќи веднаш се идентистички. Сваќај, уште 71 со Кирста Црвенковски, Савка Давчев Кучан, Мика Трипало, знаат гледачите повозрастните. Меѓутоа, има македонци кои во Бугарија им кажа нон пасара, нема. Тоа се македонци. Тоа беше Крста Црвенковски. Да се разбереме. Ако правиме споредбено се тоа. Но, за награда добиле такви чинови. И нема, тие се устоличиле до крајот на животот. И што очекувате од тие? Дали ќе мислат за развој на национална стратегија на Македонија? 30 години имаме самостојна држава. Значи, може нешто се промени. 30 години ние сме, условно кажано, сами на себе, кажем, значи ние сме без сираци, без татко и мајка. Сите околни балкански земји си имаат своји ментори. Ние немаме ментор. И сите балкански држави... Што би препорачале? Тука збориме ментор. Значи, ментор. Под број 1 ментор, меѓутоа, ментор, сите имаат ментор. Еве, дали Британија, на Грција е Британија. Да. Бугарија го менува менторот. Русија, де Британија, де Франција. Србија многу блиска со Франција. Претходно е со Австро-Унгарија. Значи, така натамо. Тоа е природна поврзаност со... Така, меѓутоа ние немаме лутаме, значи дај да фатиме со еден, за да не води, од големите зборим, значи да не води, да лево, десно, право, криво, не е битно. Кој е еден да го избереме, да имаме прво изворна мисла, што сакаме да правиме. Ние немаме изворна мисла. Да ги прашаш сега уману, да ги прашаш и што сакате за 20 години. Кај гледаш Македонија за 20 години, нема да знае да ви каже, тоа е проблем. Исто како обичен административец, идат на работа и се враќаат, земаат пари. Тоа е проблемот генерално и тука треба да направиме, прво треба да се прашаме самите што сакаме, кај ќе одиме. Да. Актуелно морам, пак ве враќам на темата. Вајц упати порака дека треба да се случат уставните измени. Затоа викам, тоа е тактика со математика. Он ти вели да, македонците се супер, бла, 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 али мора уставни измени, да ги ставите бугарите. Кон што води ова? Па сите значи влажните сништа на сите околни држави сакаат да се прекршат низ Македонија. Бидејќи сите модерни нации се направени на мит. Значи прво мораш да имаш народ или повеќе народи, треба да имаш што би рекол овој Бисмарк, дај ми образовен систем и војска, ќе ти направам нација. Значи образовен систем, држава треба да имаш, образовен систем, војска, за да ја залепи целава работа, треба да има мит. Така. Дали бил цар Душан, дали е Скендербек и така на овој Аспарух, така натаму, и на крај се става крал. Значи сите држави околни, наши, имаат крал. Дури по тој рецепт ги прават британците, ги прават и во Јордан прават крал, кој не одговара, султан треба да биде. Или, не знам, хан или како што треба да биде таму. Исто треба и за Саудитска Арабија, има крал, Мароко има крал. Значи тие не се одвесуваат, значи тие се направени по рецепт на британците. Истата работа е тука. Значи модерната нација е така направена, мит. Ние со живењето, со обстојувањето на македонската држава рушиме два мита. Тоа е митот на грчката држава и митот на бугарската држава. И ние со тоа што само што постоиме и што се викаме македонци, ние им влагаме во очи. Значи им го рушиме тоа што е создавано 150-200 години. Значи тоа е приказна, мораш да имаш мис за да... И сега ние не треба тоа така се работите, бидејќи се многу пари вложени и од грчката држава и од бугарската држава. А да не обстоиме како држава, односно да цело време бидеме несигурни, ние не ги обвинувам нив, се обвинувам прво, ако не чини во некоја куќа, тоа сме самите ние. Значи треба прво да ги расчистиме работи, да знаеме измечарите многу што се, многу измечари. Да, меѓутоа проблем е, дајте кажете еден политичар до сега што не е поврзан со некаков криминал.
Значи не постои тако. Значи некој што е чист и да кажеме дека овој нема да му можат ништо. Да отиде тамо да им каже, да им ја тропне вака на маса, да им каже не може, non pasarán. Затоа што гарант за Преспанскиот договор е Европска унија. Преспанскиот договор, после Преспанскиот договор, ние треба сега да се повлечеме од Преспанскиот договор, бидејќи таму немаше условите, немаше промена на уставот. Така треба да се повлечеме. Еве, решете го, што пише во Преспанскиот договор тоа. Еве некако прочита големите мудреци сегашни што ја водат нашава дипломатија, некако прочита, уште еднаш некако прочита. Па и грците не го испочитуваат. Не е ни изгласан во нивното собрание. Значи, ако е веќе гарант за таму кој се сликаш, од Европска унија, така беа представниците сите беа. Значи, ако е гарант Европската унија за Преспанскиот договор, ние треба да се повлечеме, бидејќи имаме нови услови. Па нека некој нов договор не важи, тоа е одново да се договараме. Рубин Радев и Силјановска, јас дадов една информација во претходната емисија, исто пријатели мои новинари од Европска унија и од Америка, дека ќе има таква средба и покрај тоа што тоа беше планот Б, според Кошта, румунскиот поранешен премиер и Кајла Калас. Тука во Скопје му ја соопшти на премиерот Мицковски, бидејќи не оди со планот А, веќе идеме на планот Б. Дали ќе се случи, односно што значи повикот на дали е реална и опасна таа можност директна средба и какви би биле последиците? Па секогаш е добро да имате и со најголемиот непријател, добро да се видите, значи да направите некаков контакт, тоа не е директната комуникација секогаш најдобра, според мене, меѓутоа не знаејќи ги каков капацитет има Радев, каков капацитет има Силјановска, мислам дека тука е изгубена над преварот и таа битка, како што реков и претходно, треба да има тим. Значи на првата до скоро колку беше пред 5-6 месеци имавме инцидент со комисијата за помилување. Значи ако е тоа тимот, значи тоа најбитна работа е тимот во момент на Силјановска, не е Силјановска, туку тимот на Силјановска кој ќе преговара. Знаејќи кој дека таму има многу суфлери. Меѓутоа нема, јас се согласувам дека и верувам и таму треба да има едно проветрување во тимот на госпоѓата Силјановска, но од друга страна госпоѓа Силјановска се надмина самата себе си и сите политичари, преседателот тој на нејзиниот ранг во претходниот политички амбиент. Значи, ако ништо повеќе, направи директен линк, директна комуникација и изложи на многу меѓународни конференции реалната слика, господине, со тоа што да му кажеш на соговорникот која е вистинската приказ на Македонија, а не во обланда, тоа е позитивно. Господин Коневски, една работа, до сега видовте како се Гушка, Заеви и Борисо Денска се смее пред да почне емисијата, токму на таа сцена. Дали од такви квиснези политиканти баци нога, баци кондура, баци рака, може да се оди. Од друга ситуација ќе мамнеш, ако ништо више ќе кажеш на маса, стоп, што викаме тоа, не поминува, и дека според меѓународното право, пак и покрај тоа што е реал политика главна и основна поента и основна стоп на сето тоа, ние можеме да бидеме и тука не победници, да ја добиеме битката. Тоа е долг процес, меѓутоа, знаејќи ги нашиве играчи, тоа се сомневам дека ќе имаме резултат. Значи, играме цело време нерешено. Ние наместо да даваме голови, ние се браниме. Значи, треба да имаме со кои пари ќе идеме, ако Бугарија само за обструкција има 450 милиони евра. Ние со кои пари ќе правиме? Со кои пари ќе правиме политика? Прво, една работа е што немаме кој да ја прави, меѓутоа ако имаме пари ќе најдеме, ќе платиме. Дали треба туку песимистички да збориме, бидејќи овакви емисии, не овакви, ова е емисија со размена на мислење. Да, ова е емисија која четврт век функционира. Во ова емисија се верувајте ми се регрутира политичари. Од да не речам најнизок ранг до председател на држава. Жалам што социјалдемократите секоја чест на поединци има, ми беа соговорници. Дори со Бранко Црвенковски имав едно интервју 1996 морам, ќе ми дозволите минута и 10 ќе го се заокружам. 96 година јас работев во радио Скопје,
ребев у Радио Скопје, меѓутоа бев и на Радио 2000. И добив задача да направам 5 години независна Македонија. Најбрзо е веќе свртам. И јас требаше да го интервјуирам Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски очекуваше дека јас ќе му држам микрофон. Рекам, ја не дојдов да ти држам микрофон. Чекај, кој си ти? Јас сум Слободан Томич. И му направив такви прашања што навистина господин Црвенковски пред да го дојде Радој Контич, премиерот на Србија, се поремети малце ситуацијата, бидејќи го прашав директно господин Црвенковски дали ова држава е држава или е панаџор. Малте не да донесам. И ти има луѓе кои имаат што да кажат, господине. Така е. Не може да ја тргнеме темата. Но еве во контекст на тоа, што мислите за улогата на медиумските структури и подривање на македонската позиција во оваа ситуација? Зошто ќе велам? Бидејќи убаво е кој ќе видиш на USAID цуцла, на Сорос цуцла, и да твоите деца, твоите внуци во 20 години си возат джипове, то што вика, джипови, си имат станови, и тоа надвор од Македонија, по Солун, по ова. Па колку беше буџетот на Сорос и на USAID? Околу 50 до 100 милиона годишно, мислам, така. Малку ли е тоа? И тоа буџетот е 5 милиарди нашиот. Значи, ако ги споредиме тие пари, тоа се минимални, меѓу се согласувам дека тие тука го рушат пазарот. Значи и Дневник така започна со помош, со донација од странство. Па да не кажеме за А1 како беше направена со помош за пилиња, злоупотребена помош, значи и така натаму. Односно парите беа пренаменети за друг бизнис. Значи тука има странски донации кои што се злоупотребуваат. Свесно за се уништи Македонија. Така, меѓутоа најпред проблем се домашните, не се странците. Предамници. Така е. Меѓутоа, кај нас за кило кремена, за една кременадла ќе убиеме слон. Тоа е менталитетот. Ние треба да го смениме, дека прво треба да е општото добро, па личното. Кај нас е секогаш личното пред општото. Значи, за да го вработиш синот, ќе се продаеш на ѓаволот. Дали кај едната партија, дали кај другата, и после не можеш да кажеш нешто, да ја кажеш вистината, ќе ќутиш. И така од малите работи идеме кон големите. И тоа е, меѓутоа мислам дека стигна крај и сега треба да ја свртиме играчката. Додима се со оваа ситуација, видејќи слагаме у финишот, еве, имаме скоро колку имаме. Имаме 5 минути до крајот на емисијата. Ваши се 5 минути. И сакам со вашите 5 минути да упатите пораки, анализи, предлози, со оглед дека навистина гледам надеж во ова влада. Реков доколку сгреши, еве пред јавноста зборам, верувајте, максимално, не сакам да се повторам, критизерчи видам како што ги критикувам другите, но кога гледам дека има и чекор, има странски инвестиции кои носат, и да прочитав еден текст, дали може Вардарска долина да профункционира, а брзата пруга што не сме да се изостави, таа мора да ја постои, мора да има тој трейд, тој бизнис. Еве, дајте предлози, да чујат. Добро. Да чујат. Вие Вие сте тој што излеговте од левица и му рековте нема да одам по вашите ставови. И затоа ве почитувам. Тоа е 2016-2017. Тоа е храброст. Тоа што друго беше тогаш, не се. Но во моментов, ако сакаме да направиме држава, треба да се направи прво државна стратегија, национална стратегија за следните 20 години. Треба да ја прават професионалци. Значи не треба да прават политичари. Политичарите може да дадат само простор, насока и да обезбедат средства од буџетот. Треба да прават професионалци. Значи тие професионалци можеби се во манудел, можеби се на факултети, можеби се веќе пензионирани луѓе, генерали и така, бидејќи во бизнисот во Америка се користат и генерали. Значи бидејќи бизнисот е војна, економска војна, стратегија треба и така над. Тука треба да се најде тим кој што ќе направи стратегија за следните 20 години, следните 25 години. Дека секој кај нас имаме умрена институционалната меморија. Че имаме институции кои што се стари по 100 години, по 75 години. Кој буквално се ќе биде малце вулгарен, копито да дојде во таа институција да ја води, мисли дека таа отпочнува од него и се заборава се што е позади. Значи прво треба да вратиме институционалната меморија за да почнеме напред.
Па одиме, се враќаме, можеби 30 години се вратиме назад, бидејќи е подобро отколку сега. Тоа е мојот вака да кажеме предлог. Друга работа, имаме 10 милиарди евра штедни влогови од македонски граѓани и македонски фирми. Тоа се два буџета стојат во нашите банки, кои што се оплодени со 3 до 4% годишна камата, кој што е ги јаде инфлацијата е 5 или 6%. А ние одиме, земаме кредит од Британија 6 милиарди евра. Со многу лоши услови. Тоа е двојна загуба. Ако ние наместо да земеме 3% од банката, имаме пари, ги дадеме во некој државен фонд, кој што ги даде со 8%, да кажеме, ние тие пари што ќе ги земеме како камата, ќе ги потрошиме тука, најголем дел. Па не имаме поддршка од силни држави да ни бидат како бодигарди. Па, ако... Еве да речеме, ако тој проект има некоја поврзаност на стратешки план и се тоа. Значи, ние, чисто како пример, Холандија со 2 пати поголемо плодно земјиште од Македонија, извезува преку 100 милиарди евра храна, која што лоши временски услови. Ние извезуваме 500 милиони, 0,5 милиарди, значи 200 пати извезува Холандија повеќе храна. Ние не треба да правиме чипови, не треба да правиме бродови, авиони и така. Треба да извезуваме квалитетна храна. Со еден збор, значи треба подитно еден ресет. Комплетен ресет. Да се тргнат тие знамиња на политичките партии, што јас секој нечам, тоа се како мали дуќанчиња што ги нарекуваше гранапчиња, меѓутоа сепак у национален порив, треба да се почитува националната стратегија и националниот призвук на државата, но дали значи дека е време да се има едно обединување на македонците по основ на национален спас, национална стратегија, национална економска стратегија, развојна политика. Тоа, значи, професионалците, да даеме место на професионалците. Кој си е професионалец, бујрум нека работи. Политичарите треба да направат само клима, атмосфера, услови за да професионалците работат. Дали се во образование, дали во здравство, дали во економија. Значи, тоа е идеја, тоа е вистинската политика. А кај нас политичарите доаѓаат сега јас што ќе ти кажам. Значи тоа егото доаѓаат и кај нас политичарите да си напунам бродовите бисагите и крај. Господин Куновски, беше задоволство што е второ ваше доаѓање, значи ќе продолжиме и ова жешколето ќе им дадеме простор на гледачите малце да научат, да слушнат, а и политичарите да добијат пораки, со оглед дека тие екзистираат од нас, не ние. Тие ги плаќаме така. Така, тие живеат од нашите даноци, нашите. Тоа треба прво да се каже на народот дека и треба да бидат слуги на народот. Така е. Министер значи слуга. Така е, монсила. Почитувани гледачи, ако Европа го условува нашиот јазик, тогаш тоа не е унија, туку униформност. Ако ни го наметнуваат идентитетот, тоа не се вредности, туку понижување. И ако собствените медиуми се во служба на странски амбасади, тогаш вистината е само во народот. Ова не е битка за Македонија, ова е борба за достоинство. Затоа да не молчиме. Бидите ми живи здрави. Значи, вечерва со нас беше Владимир Куновски, аналитичар. Еве, ви испрати и вам политичари, мои драги. Нема тука љутење. Ние мораме да бидеме, да соработуваме, комуницираме и добрата порака и предлог е добронамерна. Оти, немојте да живеете со двајца кои рече си шефе, да шефе, супер си шефе. Ако грешиш и ти укаже, речи благодарам. Имате убава вечер со програмата на Вистинска телевизија. Во петок имам исто така двајца супер соговорници кои ќе задржат вашето внимание. Пријатен вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо.